Почитувани, Весна Јаневска и ВМРО ДПМНЕ спроведуваат брутална партизација во образованието пред изборите. Во очи на распишување на локалните избори, гледаме масовни незаконски огласи за вработувања и напредувања само по партиска линија, а за вдомување на кадри на ВМРО ДПМНЕ. Државниот просветен инспекторат под диригентство на Јаневска станува партиски штаб на ВМРО ДПМНЕ, според информациите кои ни ги доставија свиркачи. Сонја Зашовска, советничка во општина Газибаба од ВМРО ДПМНЕ, треба да биде унапредена во раководител на оделение за инспекцијски надзор и оценување на квалитетот. Таа е истата инспекторка која го заштити Бојан Христовски од АНБ и неговото незаконско стекнато образование. Дали е ова награда за неја? Очигледно. Понатаму, Валерија Атанасова, советничка на ВМРО ДПМНЕ во аеродром, според истите информации од свиркачите, ќе биде унапредена во раководител на сектор за стручно-административни работи. Христина Јовановска, сегашен инспектор, ќе биде поставена за помошник главен инспектор. Јане Николовски, исто така кадар на ДПМНЕ, ќе биде назначен за помошник раководител на сектор за односи со јавност и превод. Паралелно со ова, се распишува јавен оглас за нови вработувања во инспекторатот, исто така по партиска линија. Партизацијата во образованието е брутална на сите можни нивоа и со незаконски огласи за вработување. Само во последните неколку дена распишани се незаконски огласи за вкупно 123 работни места, наводно за образовни асистенти во училишта кои не се трансферирани во ресурсни центри. Огласите се незаконски затоа што според Законот за основно образование, за средно образование, само такви установи можат да вработуваат образовни асистенти. Незаконитостите не застануваат тука. Интервјуата за дел од огласите започнале уште пред да истече рокот за пријавување. Постапките биле координирани од директорот на училиштето Искра, Маријан Арсов, од странство преку приватна Вибер група. Бараме итно да се поништат сите овие срамни огласи и незаконски унапредувања. Да се разрешат сите директори кои спровеле незаконска постапка. Да се запрат партиските вработувања и унапредувања. Ова е срам за образованието, срам за институциите, срам за државата. Наместо квалитет и независност, добиваме партиска приватизација на институциите, на штета на учениците, наставниците и на штета на сите граѓани. Ви благодарам.